Судир на интереси, злоупотреба на службена должност и тргување со влијание се дела кои вработени во Дирекцијата за заштита на лични податоци му ги припишуваат на генералниот секретар во дирекцијата Игор Кузевски. Тој приватно правел обуки на тема заштита на лични податоци кои според вработените може да ги прави и дирекцијата и да обезбеди дополнителен приход како гарант на самостојноста на институцијата. Тие сметаат дека со организирањето приватни обуки кои слушателите ги плаќаат, а парите не завршуваат во институцијата, генералниот секретар го намалува интересот за обуките што ги организира дирекцијата и ја намалува можноста за осамостојување. Генералниот секретар Кузевски потврди дека приватно правел обуки, но смета дека не го нарушил ниту конкурирал на работењето на дирекцијата. Обуките вели дека биле придружен дел на промоцијата на книгата Прирачник за заштита на личните податоци која тој ја напишал. Ја напишав книгата, пишав скоро 2 години и по тој повод имав 3 настани како промоција на книгата на кој што се спроведуваше обука. Обуката беше со именител, со наслов работен немедршта збор, значи ЕУ регулативата заштита на лични податоци, но во основа целата обука се однесува на набројување на основните начела кои што постојат во ЕУ. Тоа нема директна врска, па ја не индиректна ќе речем со заштита на лични податоци, затоа што таму се говори за подесување на технички алатки. Предавањето повторно сега ќе се повторувам, значи не е во сегментот на лични податоци туку е по повод промоција на книгата и било инцидентно, не значи нешто што го правиме 8 години, било овие 3 пати откако е објавена книгата и нема да има више. Барем така знам. И сега ако тоа е проблем заради промоција на книга што биле одржани 3 обуки во кои што се кажуваат најзначајните сегменти од книгата кои што се нај-юзер френдли за било кого да го допре како слушател за да може да ги направи подесувањето во книгата во неговата машина, тогаш е. Вработените сметаат дека Кузевски тргува со влијание, оти приватните обуки ги држи не како експерт за заштита на лични податоци, туку се представува како генерален секретар во дирекцијата. Книгата сум ја напишал кога не сум ниту сум сонувал дека ќе бидам генерален секретар. Искрено да ви кажам, мислам буквално ви го кажам отворено. И сега сум напишал книга и во меѓувреме сум станал генерален. Што да речем сега, мислам дека не сум генерален секретар, би било тоа лажно представување. Како да се представам? Само како експерт зашто личи потогаш ќе ми рече некој, а кој ти даде титулата, кај пишува дека си експерт? Тој извршува 3 функции во дирекцијата. Освен што е генерален секретар, тој членува во комисијата за обуки и назначен е за лице за пријава на неправилности и сомнежи за измами или корупција во дирекцијата за заштита на лични податоци. Кај него се пријавуваат нерегуларностите во работењето на дирекцијата, па вработените велат дека токму затоа се обесхрабрени да пријават случај поврзан лично за него. На официјалната веб страница на дирекцијата Кузевски е единственото лице за пријава на нерегуларности. Член на комисијата сум бев председател на комисијата за спроведување на обуки. Пред да станам генерален, во моментот кога станав генерален секретар, побарав да бидам тргнат од тоа заради овие работи, па сум ставен како заменик председател и од тогаш, значи реално предавам само кога ќе зачестат многу обуките и да, определен сум како лице за, како беше целиот назив, го имам забораено, за пријава неправилности, затоа што некој одлучил да биде тоа така. Затоа што некој ги проценил моите морални вредности какви се. И затоа ви кажав претходно, во исто време вие сте единственото лице за пријава на нерегуларности. Имаме и уште еден службеник. Не беше, пошто немавме назначено воопшто. Па требаше да исполнува некои профили на под законот, се нема да се сетам како беа, требаше да има безбедносен сертификат, требаше, значи беше еден куп работи исклучи дека само јас ги исполнувам. Последна забелешка за однесувањето на Кузевски од вработените е тоа што во период кога ги држал обуките се пријавувал дека е на работа, зашто тој вели дека е уште една лага за него. Директорот на дирекцијата, Горан Трајковски, за случајот со генералниот секретар не сакаше да зборува пред камера. Вели дека знае за книгата што ја објавил Кузевски за уште 2 настани кои што биле одржани за промоција на книгата, но не знае за какви приватни обуки станува збор. Тој не ја исклучи можноста за постоење судир на интереси. Дали има судир на интереси во овој случај треба да се разговара, но јас како прв заштитник на приватноста навистина не можам, ниту сакам да навлегувам во приватноста на моите вработени. За каква приватност се залагаме во таков случај? Во крајна линија, секој може да држи обуки, но не е сертификат. Само дирекцијата издава сертификати. За директорот е оправдано што Кузевски е носител на 3 функции во дирекцијата, бидејќи имаат недостиг од луѓе.
Во услови на нефункционалност на Државната комисија за спречување корупција, став за случајот со генералниот секретар во Дирекцијата за заштита на лични податоци побаравме од Слаѓана Тасева, председател на Transparency International. Таа вели дека вообичаено не се дозволува извршување вакви дејности дури ни за професори на факултет и тврди дека секако треба да се испита случајот.